За македонскиот амбасадор во САД Васко Наумовски, недостатокот на капацитет и солидарност во рамки на Европската Унија за справување со бегалската криза не е закана само за Унијата, туку и за земјите членки. Тој објасни дека Македонија и останатите земји од Западниот Балкан се согласиле да ја затворат границата после договорот меѓу Европската Унија и Турција и дека не станува збор за унилатерален акт од македонска страна. Коментирајќи ги неодамнешните инциденти меѓу полицијата и мигрантите на македонско-грчката граница, амбасадорот беше дециден дека Македонија има право да ја брани својата територија, а во овој случај ја брани и Европа. Одговорот на Европската Унија не беше соодветен во случајот. Имаше многу ветувања, но Македонија не доби финансиска помош од Унијата. Добивме помош од земјите на Западен Балкан и Централна Европа. Во истиот контекст беше излагањето на унгарската амбасадорка во САД Река Семеркени. Промените кои се случуваат во Европската Унија се фундаментални и бегалската криза повлече прашања, за кои Унијата засега нема одговор, рече таа на брифингот во Конгресот и додаде дека проблемот не е само европски, туку и глобален. Семеркени вели дека политиката на отворени граници не е дел од решението и контролата на границите исто така не нуди решение. Но за неа контролата на границите е во заеднички интерес за одржување на Шенген зоната. Не едноставно само хуманитарен предизвик, туку во исто време безбедносен и политички проблем. Треба да ја разбереме комплексноста на проблемот. Кристијан Брунмајер, заменик амбасадор на Австрија во САД, каже дека минатата година во Австрија азил побарале 90.000 мигранти. Тој рече дека таквиот тренд е неодржлив. Тој предупредува и на други последици. Важно е да се спречи приливот на бегалци затоа што тоа може да доведе до промени на политичката сцена во Австрија и десничарските националистички партии да добијат на значење. Немањето решение на сириската криза, економската неизвестност и немањето едукација за децата е главен фактор бегалците да заминат на опасниот пат кон Европа, смета Мишел Габудан, председател на невладината организација Refugee International. Тој вели дека договорот меѓу Турција и Европската Унија е избрзан. Ако не се зголеми хуманитарната помош за бегалците, тие ќе најдат нови патишта. Според унгарската амбасадорка, безбедноста на граѓаните на Унијата е прв принцип кој треба да се почитува. И во исто време Европската Унија треба да го поддржи враќањето на мигрантите во нивните матични земји.